Производителите на пченица, житни и индустријски култури ќе добијат по 12.000 денари за хектар, доколку употребиле сертифициран семенски материјал. За останатите субвенцијата ќе изнесува 7.000 денари, а дополнителни 4.800 денари по хектар ќе се добива и за површина со големина од 10 до 50 хектари, исто така доколку е употребен сертифициран семенски материјал и се остварени просечни приноси повеќе од 4.000 килограми за пченица, 3.000 за јачмен или 1.800 килограми по хектар за сончоглед. Од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството исто така информираат дека во тек е јавен оглас за субвенции за набавка на механизација. Право на учество имаат земјоделците кои се занимаваат со производство на житни и индустријски култури и тутун. Минимумот кој треба барателите да го исполнат е да имат планирано на 1,5 хектар минимум житни култури или на пола хектар тутун за 2016 година. Тука значи може да дојде предмет да биде набарање механизацијата, вклучувајќи ги тракторите до 95 конски сили и приклучната механизација или опремата за обработка на земјиштето. Поедноставена е постапката за аплицирање. Земјоделците треба да достават деловен план изјава и оригинална понуда од добавувачот на механизацијата. Средствата се бараат на принцип на бодување и кој како има услови исполнето за начинот на водување, така и ќе биде и повратокот на инвестицијата. Минимумот е враќање на 50% од вложената инвестиција, која може да достигне до степен за кофинансирање до 75%, во зависност од карактеристиките на барателот кој го поднесува барањето. Барањата се поднесуваат по електронски пат и токму поради тоа од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството апелираат земјоделците навремено да ги ажурираат податоците и да го активираат електронското барање.